Делегацијата на Демократската унија за интеграција имаше многу значајна средба со генералниот секретар на НАТО. Една средба која што беше многу содржлива. При што генералниот секретар на НАТО ги пренесе пораките или подобро кажано мислењето на алијансата кој што тој ја представува во врска со ситуациите во регионот. Ние исто така говоревме за прашања кои што се од голем значај за нашата волја, на нашата политичка партија, но како и граѓани на Република Македонија, за зачленување на нашата земја во НАТО. Како еден процес кој што е многу значаен за зајакнување на мирот, стабилноста, безбедноста на нашата земја, не само на нашата земја, туку и на регионот воопшто. И во овој повод му се заблагодарив на генерален секретар за придонесот кој што НАТО го има дадено во последните 16 години во правец на реформите во земјата, но и во правец на имплементација на Охридскиот мировен договор. НАТО има дадено придонес и ние сме многу благодарни за нивната улога и ова се автентичните зборови кои што ми ги пренесов на господин Столтенберг, дека НАТО има историска улога во чувањето на територијалната целост и на спасувањето на земјата од можна трагедија пред 17 години. И НАТО има готовност, има волја да го почитува, да ја почитува волјата на мнозинството на граѓаните на Република Македонија. Исто како што тоа го кажа пред пратениците, истото го кажа и на средбата што имавме билатерално, дека се уште има место за знамето на Македонија и за земјите кои што изразуваат волја и нивното знаме да вее на слободните јарболи во седиштето на НАТО. Но нашата земја треба да пронајде прифатливо решение во првично кажано за прашањето со името и спорот што го имаме со Грција во однос на ова прашање, и НАТО не охрабрува да најдеме решение, но не навлегува во решението или во предлозите на било какво решение за името кое што страните би требало да го постигнат за време на преговорите. Исто така, НАТО очекува од нас храбро да делуваме во правец на реформите во земјава, и не само што тие се неопходни да имаме реформи во земја за зачленување во земјата во НАТО, но тоа е исто така неопходност и постојано барање од нашите граѓани, но не обврзуваат и нашите програми кои што ги имаме за реформи. Борба без компромис кон корупцијата и организираниот криминал, затоа што не можеш да бидеш земја членка на НАТО имајќи проблеми, слични такви проблеми, кои што исто така придонесуваат кон незадоволството на нашите граѓани кои што ние ги представуваме. Ова беа клучните поенти од средбата што имавме. Ова што ви го кажав, било што ви интересира, може да прашате. Господин Ахмети, кој е ставот на ДУИ по вчерашната одлука на председателот Иванов да не го потпише указот на законот, кој што знаеме и видовме денеска генералниот секретар на НАТО Столтенберг го поздрави неговото носење. И дали, да се надобразам само да го може, дали кога ќе се врати законот во процедура, ДУИ ќе дозволи да биде усвоен на амандман, или пак дали вие ќе поднесете некаков амандман? Оптимист.
Nuk e kemi përpritur vendimin e Zotit Ivanov, edhe pse Zoti Ivanov одлуката на господинот Иванов не ја очекувавме. Имаше шанса господинот Иванов да го поправи имиджот пред неговите сограѓани, кои што не се малку, а тоа се албанците. Но за жал тоа тој не го направи и секако дека процедурите веќе ги знаете за сите вас, дека законот повторно ќе се врати на пленарна седница во Собранието на Република Македонија и волјата на мнозинството пратеници е овој закон да помине успешно на следната седница. Амандманите бидејќи не прашањето со амандманите за кое што вие се осврнувате, тоа е прашање кое што отвара многу патишта и непотребна дебата и мислам дека исцрпен секоја буква на Уставот на Република Македонија е исцрпена кога го подготвувавме и го предлагавме овој закон. И секој делување во тој правец на отварање на теми кои што всушност ја бремеат ситуацијата, мислиме дека е непотребна. Дали се консултираат албанците за името? Секако дека албанците ги имаат своите представници легални и легитимни и ние како дел од екзекутивната власт сме во тек со сите работи кои што се развиваат во земјава и во тоа прашање. Негоцијаторот, овој Наумовски, медијатор, преговарач. За коментарите на Наумовски. Како ќе делувате вие ако нема некој компромис, затоа што веќе вие неколку децени го ветувате тоа. Да кажам искрено, јас бев загрижен од загриженоста на представникот на Република Македонија во Њујорк и тој ги истакна својата загриженост без да се консултира воопшто ниту со пратениците, ниту со органите кои што имаат одговорност за да ја однесат, да ја предводат земјата политички и да решаваат значајни политички теми кои што барат решение. Вчера на Осов кажавте дека и во Делчево и во Струмица, доколку отиде албанец, ќе може да збори на албански јазик. Без најверојатно ќе треба да се најде преведувач во тие општини, а од друга страна вашиот коалиционен партнер го негира исто. Ако се обрати. 2008. Да ви кажам искрено, и со сегашниот закон за локална самоуправа и за јазиците кои што е во официјална употреба, ако еден граѓанин бара превод во Струмица или во било кој град и не го разбира јазикот, законот му овозможува да добие одговор на својот јазик. Дечко, и сега законот ти во овозможува и стариот. Тоа што го прашуваш. Не разбрав. Ни треба вика објаснување за јавноста. Он направи даде една изјава без да се консултира за вас со институциите кои што носат одлуки во земјава за многу значајни прашања. Па проширивме уште повеќе од тоа. Чекање. Се што питам? Зашто не им давате на вашите функционери да дават изјави за нивната телевизија?
Nuk e ka kërkush të ndaluar, Na nikого не му е забрането. nuk e di që ka ndonjë vendim, Ja ne znam дека има некаква одлука во Демократската унија за интеграција. por personalisht No, mund t'ju përgjigjem që Лично jeni një anë. можам да ви дадам одговор дека вие сте еднострани. Mua personalisht, И колку што се однесува до мене и на политиките што ги прави мојата партија. duhet të jemi të Вие сте, треба да бидеме сите внимателни respekti duhet и да имаме почит, да имаме взаемен почит еден кон друг.